Кој не протестира ако, не знам, лебот не стигнал за половина час во продавница задоцна? Протестираат луѓето затоа што на вистина последиците се огромни од се ова што се случува. Така што и треба да се разберат сериозно, а Бучковски ако сака да разговара со некој ќе го најде. Ќе го најде, сигурно има некој таму кој што ќе отиде кај него. Погледавме од тутунарите како ги избра. Избра луѓе, отидоа да разговараат, свати дека не може да оди против нив, им даде тоа што бара половично. Предпоставам повторно ќе ги видиме на барикади затоа што едноставно не им се задоволени барањата и ги амортизира. Он се обидува како премиер да ги амортизира работи, да си купи некој ден. Затоа што не сака да преговара, додека се донесе законот и понатака после ќе ги обвинат луѓето, ако го прекршат законот, веројатно ќе им пуштат и полиција и ќе биде... Опозицијата нема ништо со граѓанските протести и блокади. Гледайте, јас не сум излегол на протести, јас сакам да идам. Јас сакам да протестирам, а не смеам да одам. Затоа што ќе бидам обвинет како партиски активист. И ви кажувам, граѓанските права се основа на едно цивилно општество. И со овој закон и начинот на кој што се третираат граѓанските права, сето тоа се дезавуира и тоа мора да престане. И дури мислам дека и овој закон и да се донесе мора да биде прекршен, затоа што уставот е над законот, а вие немате право да донесете. Ти го цитираш само членот 27, имаш и други членови, друг член кој што па мене правото на движење ми го ускратуваш. Господин Ракич, дозволи да довршам, бев коректен да слушам без една зборба. Заобиколете, кружите пешки. Не можам да кружам. Па пешки ќе одите? Ама и пешки не, немам мотор. Со кола. Јас одам цело време пешки. Ама не можам карпаш од 4 до кисела вода пешки, сепак е малце премног. Друга работа. Ако сметате дека господинот Бучковски, премиерот Бучковски, купува време и дека утре некој ќе му стави пари, нема што да разговараме, тоа оди во ваша корист. Не се секирајте. Дали ви господин Бучковски доста не доста на работа. Во ваше време водевте на работа 12 во еден пазар. Ние Господин Ракич, мислам ја правите пародија комика целава емисија. Ние сакам да зборувам за еден конкретен проблем. Вие сте 3,5 години на власт, зборувате за некој не знам време. Сакате ли да анализираме зошто изумреле диносаурусите? Нема, ќе кажеме до тоа бидејќи од вас се изумреле. Мислам дека ваше време. Не, види, имате грешка. Требате да си разјасните сам на себе зашто станува збор во оваа емисија. Не станува збор за владата на ВМРО ДПМН. Сега ти кажам дека се управа. Не можете вие да ме прашувате. Најде го членот по кој што се ограничува правото на протест. Јас не си дозволувам од ваша страна да примам прашање. Само можам да дискутирам со вас, да ви кажам популизам од ваша страна. Само можам да ви кажам моје мислење. Ти не си на барикади затоа што си високо рангиран, а твоите партиски војници седат од 500 денара дневно зимат, сендичко кола и прават проблеми во Скопје. Нити сум високо рангиран, ниту имам политичка функција во ВМРО ДПМН. Меѓутоа, тоа така на вас ви одговара. Ќе има ли оштетени граѓани? Ќе има ли така наречени оштетени граѓани кои што сега ќе си бараат на доместок на штетата, како што ги повика пратеничката Бековска? Само ќе бидат инструирани за да почнат процедури. Ја не навлегувам дали што ми, јас сметам дека тоа е мој лично став. Дека со овие блокади, вакви како што се, еве нека бидат израз на граѓанско незадоволство, дека не се она што се знае. Дозволувате да бидат? Ебе известно граѓанско незадоволство. Мојот став е дека тоа се членови на ВМРО организирани и слично. Али тоа е мојот став, вие го имате вашиот. Јас сум сигурен дека ќе има граѓани кои се штетени. А демократско право е нивно до надлежните институции да побарат оштета. Дали ќе бидат членови на СДСМ или на ДПМН или на ЛДП или на ЛП или друга политичка опција или обични граѓани, тоа е веќе демократија. Јас затоа се обидов да ве прашам, да те прашам, само кажи ми во кој член од законот измените се ограничува правото. Јас сум многу задоволен. Многу сум задоволен што вие како едно од, да речеме, водечките фигури во СДСМ фино ја објасните на македонската јавност како ги разбирате демократските права, како разбирате дека треба да се устрои поредокот и како треба според правото на СДСМ да личи Македонија. И немам што поише да ви додадам. Ти благодарам нова и бидејќи ќе тепате на изборите, ви предлагам првиот закон што ќе го донесете кога ќе тепате, тоа граѓаните ќе кажат, да го смените овој закон. Затоа што со овој закон ние сакаме вас да ве заштитиме, затоа знам како функционирате. И моја желба е само на граѓаните на Република Македонија да им кажам како функционира политичката партија и а тоа граѓаните ја кажат дали во јуни, јули, септември.